Почитувани гледачи, добро вечер. Наш денешен, односно вечерашен гостин е Благојка Филипчева. Благојка Филипчева е литературен творец, пишува литературно творештво, поезија првенствено, но исто така често се појавува и улога на критичар, односно рецензент. Првото прашање кое што сакам да го поставам на нашата вечерашна гостинка, Благојка Филипчева, е поврзано со нејзиното родно Скопје. Благојка, ти си родена во Скопје, сега можеш да ни кажеш во која населба, кој дел и нешто повеќе за твоето детство и твојата младост. Најнапред, поздрав до гледачите на почитуваната телевизија, благодарност за поканата, многу ми е мило што веќе имам можност да проговорам за она што мене ми лежи, што ми е творештво и за се она што се случува на книжевно поле. Рековте моите корени од каде сум родена, јас сум родена во Скопје, во минатиот век, средината на минатиот век. Целиот живот го минувам во Скопје, се школував во Скопје, растев, оформив семејство во Скопје. Во Скопје живеам и пензионерските денови денес ги минувам. Со исклучок на извесен период во мојот живот, кога јас бев делегирана од Министерството за образование и наука да предавам на два пати во Германија, во Сојузна република Германија, најнапред во 80-тите години, во Баден-Виртенберг, во повеќе градови, а потоа во 95-6 година во Хамбург, Либек и Бремен. Еден друг вид на дејност кој што опфаќа повеќе и социјална и општествена работа и просветителска работа. Кога сме тука, односно во Германија, сакам да прашам, дали е тоа точно или е фраза дека татковината се сака најмногу кога си подалеку од неа, односно кога си во странство. И навистина ли нема посладок леп од домашниот? Затоа што сите што го почувствувале тој странски леп, така велат, дека најубав, највкусен е домашниот, односно македонскиот леп. Дали и Благојка Филипчева тоа така го почувствува и се врати тука, не продолжи, не остана таму, иако знам дека твоето одење тогаш било со определен мандат, со определен период. Токму така. Јас го јадев домашниот леп, бидејќи ме плаќаше Министерството за образование и наука. Домашни пари, меѓутоа, точно, во странство. Меѓутоа, имав многу контакти со луѓе наши, кои што привремено беа отидени на вработени со намера да се вратат, со нивните деца, кои што веќе остана втора и трета генерација таму, и секако тие секогаш велеа многу е сладок домашниот леп и сакаа да се вратат, но никогаш не се ни вратија. Со многу мал број. Значи, нивното привремено токму така станало за секогаш. За секогаш останато, но доаѓањето нивно тука секогаш е забележано со љубов, со радост. Ама знаете како, јас продолжив со контактите што ги имав со тие луѓе и со родителите кои што веќе се моја генерација, а и со децата кои што имаат и своји деца и кажуваат дека со нивното доаѓање што се случува? Првата недела ги чистиме големите куќи што си ги направивме. Втората недела примаме гости, дочекуваме, се дружиме, убаво ни е. Третата недела повторно се подготвуваме. Значи, таму мислат за тука, тука мислат за таму. Или како што многу често се случува, јас тоа го забележувам во Охрид, во Охрид во лето, и ние од Скопје што сме, и сите други, и заедно со нашинците од странство плаќаме сметки. И многумина од ни велат, дојдовме да ги платиме сметките, Да, тоа го прават така. Малку да
Така, го прават тоа, ама и секој момент јас вака се дружам со нив, го користат за, да се дружат со луѓето. Да. Тоа им недостасува. Так. Значи, тоа го видов јас во сега, живот. кога сме тука, оваа тема е многу интересна, да се биде во странство, да се работи во странство, да се предава македонски јазик и литература на деца од наши селеници. Тие го учат македонскиот јазик од носталгија, од страв да не го заборават, или тоа повеќе желба на родителите? Различно е, во различни семејства, зависи во кое семејство детето се развива. Значи, некои дома си зборуваат чисто македонски. Так. Некои пак им зборуваат на своите деца германски, а не го знаат ни самите германскиот јазик. Така. Па доаѓа до една мешавина, погрешно ги учат, а одредени деца сакаат односно и родители нивни доаѓа да не заборават на корените. Да, и активно се вклучува во работата на училиштето, на тоа во 80-тите години дополнително југословенско, беше во рамки на југословенско, а потоа кога се осамостоивме во македонско дополнително училиште, но морам да кажам, ќе се надоврзам, сега фативме оваа тема. Да, таа тема ја зафативме. Значи, повеќе беше и работата со нашите клубови, значи по националното да се издига повеќе, да се обрне внимание на нашите празници, па задачата на еден просветен работник беше да подготвува приредби, манифестации, децата да ги вклучува и верувајте, големо задоволство беше кога на разни приредби и манифестации ученикот ќе излезе и ќе рецитира, и ќе зборува, и ќе настапува на свој мајчин јазик. И родителите беа задоволни. Има многу случаи таму, но ја сега би се вратила на... Да, јас исто мислам да се вратиме малку на моите корени. На твоите корени, на Скопје, на твоето детство, твојата младост. Вака, да кажам дека сум од етнички мешано семејство. Мојот татко е од Егејска Македонија, од Воден, и корените ми се од таму. Мајка ми е мешана, исто мешано семејство и религиозно мешано. Значи, мојата баба беше французинка од Нанси и таа беше омажена за црногорец од Андриевица. И така едно мешано семејство, па јас секогаш велам, јас сум дете на светот и припаѓам на целиот свет и си ги сакам сите луѓе и не определувам која нација повеќе би ја сакала, но сепак доминира, превладува моето чувство за Македонија и македонското што си го имам во себе, што ми е влејано и врежано уште од најрано детство. Растев со баба и дедо. Во која населба се извинувам? Во центар, до некогашното училиште Njegos порано, а сега нашата куќа се наоѓа до училиштето Песталоци во Боњаковец. И таму сум кон растена. универзалната сала. Да, позади Боњаковец. Боњаковец. И во детството, значи, имавме убаво детство тука во градот. Фамилија голема немаме, бидејќи нашите се по мајка останати во Црнагора, Белград, а по татко сите останати во Егејска Македонија, со исклучок на двајца братучеди и една братучетка, со кој што, ете тука во Скопје си комуницирам, си ги сакам неизмерно, и мојот единствен брат што си го имам. Тоа е, значи, во однос на корените. Сакам да кажам дека со мојот дедо Вангел Саракинов растев и од мала ги слушав приказните за војводите, за неговото членување во организацијата. Тој бил илинденец, носител на илинденска споменица и беше многу горд, а и ние исто така се гордеевме со неговата илинденска споменица и кога славевме 2 август, тоа беше за нас голем празник, дедо ми дотеран со споменицата, чекаше гости и беше многу расположен, весел и сакаше да евоцира спомени од тоа. Понатаму што да кажам, во тек на детството, постојано во нашата куќа доаѓаа луѓе
Најнапред јас не можев да разберам што тие луѓе разговараат со дедо ми, со татко ми и сите тие кои што потекнува од Егејот. Разговарај и постојано слушав од долу, да си одиме долу. Значи, тоа не ми беше во почетокот јасно. Каде долу? Да, каде долу и потоа со тек на време созрев и сватив каде е тоа долу. Тоа долу е во Егејот. Ама, за жал, мојот дедо никогаш не отиде и коските си ги остави тука, на 93 годишна возраст, татко ми на 91 година, и покрај тоа што минал низ многу лоши услови за живот, како борец во НОП, како борец во ДАК повторно, и можам да кажам дека во таа негова длабока старост секогаш живееше со мислата дали ќе се вратат. Јас им имам повеќе песни посветено, но сакам да кажам дека оваа книга Сведоштва и вистини за Воден и Воденско е книга што јас ја посветив на сите тие луѓе кои што доаѓаа кај нас и кои што жалеа за сите нивни сваќања, идеологии и желби, а и сведоштва на луѓе што јас сведоштва и ракописи најдов во архивата на татко ми. Во таа архива на татко ми имаше многу материјали за овие луѓе, а позади можам да кажам на корицата е мојот татко и јас во Воденска носија. Ова е интересен момент во Воденска носија кога отидов прв пат на 20 години. Роднините ме облекоа во таа Воденска градска носија, ме шетаа низ градот како некој раритет, како нешто. А Воден е прекрасно место. Прекрасно место, точно, ама прв пат отидовме и луѓето уште беа живи, луѓето што беа на татко ми современици, и така беше многу интересно. Тоа е, мислам дека со тоа јас им направив вечен споменик на тие луѓе и да се избрише од заборавот и да остане нешто запишано. Натаму со тек на школувањето, значи завршив филолошки факултет, на филозофски тогашен факултет, група Историја на книжевностите на народите на СФР и француски јазик под Б, бидејќи ми беше и од мали нозе мајчин јазик. Потеклото, коренот. Да. И имав чест да ми предаваат врвни имиња професорски. Гане Тодоровски ми беше, Блаже Конески ми беше, Кирил Пенушлиски, Димитар Митрев, плејада на изворедни професори, и излегоа многу добри генерации. Се извинувам. И така во низ студирањето некако добив огромна љубов за пишување. Ја имав јас таа љубов уште од млади години, меѓутоа членувајќи низ литературни секции, не можев да дојдам до израз и да го дадам тоа што во мене си беше. Потоа едно известно сега сакав едно известно време се вработив. Тоа сакав да прашам. Да, следното прашање. Обично јас многу говорам во оваа емисија, соговорниците ретко ги оставам тие да говорат, сега реков обратно ќе ги пуштам соговорниците повеќе да зборуваат, но сега морам да се вметнам, бидејќи во вашата биографија пишува дека известно време работите во редакцијата на хумористично-сатиричниот весник Остен. Сега сакам да прашам, бидејќи јас поминав еден дел од животот по истата таа зграда, во редакцијата на Нова Македонија, каде што беше и Остен. Да. Ние во бараките бевме. Во бараките бевте. Да. Значи, тоа беше желба да се работи токму во Остен, бидејќи е хумористичен, или некако сплет на околности? Повеќе би рекла сплет на околности, односно немање друга работа, да кажам отворено. Најдиректно, да. Јас секогаш имав желба да бидам учителка, да учителствувам. Тоа ми беше главна. Добро, после и продолжувате ви, ама за Остен малку. Меѓутоа една година и половина поминав таму. Токму во канцеларија со Ѓуро Варга, со Владо Јоцич, со Евтим Проевски и плејада други сите тука доаѓа, да, и така. Меѓутоа јас работев на организацијска работа повеќе, ја водев Светската галерија за карикатури и повеќе кореспонденцијата изворедна манифестација, светска. Одеше кореспонденцијата преку мене на француски јазик, имав средби
организација на изложби, тоа беше интересно, но никако не се наоѓав таму. И подоцна имав шанса на конкурс да конкурирам во Марија Кири Склодовска едно известно време, хемиското училиште, таму и потоа дојдов во Чеде Филиповски даме, градежно-машинскиот центар, па од таму во Ѓорги Димитров и најпосле во гимназијата Цветан Димов, каде бев именувана за директор. Едно известно време и предавав и својот работен век го завршив во Киселавода како раководител на сектор за образование, култура, спорт и млади. Тоа беше до 2012 година, кога стапив во пензија. Вака се протрчавме некако брзо дојдовме до општината, ама ајде малку да се вратиме во училиштата, во таа ваша образовна дејност. Сигурно е големо задоволство да се биде со млади, да се предава на млади, бидејќи на тој начин и се помладува, нели, секој човек, но предавајќи и тој учи. Сега сакам збирно, сумарно, да ми кажете во училиштата, кои беа тие предмети, таа проблематика со која што се занимававте, бидејќи мислам дека нема поголемо задоволство од да се биде педагог, да се биде наставник, воспитувач, професор, бидејќи создавате личности. И утре задутре тие стануваат возрастни, ќе ве сретнат на улица и ќе ви се јават, бидејќи не можете сите вие да ги препознаете, ама тие ве препознаваат вас, па ќе ви кажат, вие ми бевте професорка таму и таму. И тоа влијание што го имате, таа мисија што сте имале врз младите. Ајде нешто повеќе за тоа кажете ми. Вие греели душата тој период? Огромно е задоволството кога ќе сретнете своји ученици, па посебно кога се тие гледам, сите се успешни, сега кој помалку, кој повеќе. Меѓутоа, кога гледам дека некој трнале по некои многу добри стапки и дека се врвни, некои се научници, некои професори, некои различни профили. Лекари, инженери. Да, различни профили и јас сум многу среќна кога ги гледам. И кога ќе ми каже некој, вие бевте строга професорка, ама бевте правична. Таа мисла, значи, секогаш ми беше водилка, да бидам правична. И бев правична. Сметам за себе. Правичност нема без строгост. Добро, барав дисциплина, барав ред, барав работа. И за мене и четворката беше силна оценка и тројката некогаш и не може сите да имаат петки. Така, како денес. И ги стимулирав, повеќе ги стимулирав учениците, сакав да ги стимулирам. А како организатор, како раководител, можам да се пофалам сега со тоа што во Цветан Димов гимназијата, не беше гимназија, прво беше гимназија, па го трансформира во училиште за продавачи. За трговија. За трговија и аранжери. Меѓутоа, тогаш, ме прашавте која ми била преокупација, си дадов задача со активите, со колективите, да направиме програми, повторно да го вратиме гимназиското образование. И од 99 година, јас повторно трансформирав гимназијата, училиштето во гимназија, добивме гимназиски паралелки, исто така ни доделија велам и паралелки гимназиски на албански јазик и ние значи имавме паралелки, двојазично беше училиштето, а потоа уште една и на турски јазик, тоа беше мултиетничка. Да, мултиетничка. За тој период во моето работење можам да кажам дека имав доста убави моменти, ама имаше и доста тешкоти, зашто ме затече и војната во 2001 година. Во тој период, мислам, не е вака волно се сеќавам на тие моменти, ама за тој период напишав една
драмска творба, поточно пиеса во повеќе слики, се вика Договор куќа гради, тоа ми е и носечката пиеса во ова, тука има 5 драми и јас тука дадов, значи го препорачувам ова четивова драма да си ја прочитаат луѓе и да видат која била визијата наша и што сме сакале ние да постигнеме, значи заедништво. А тоа го правевме во примерот преку заедничко прославување на матурска прослава. И беше, значи, нешто што навистина посебно, заедништво, сплотеност и така натаму. Тоа беше во тој период. Еве, само да ги прочитам насловите на драмите, на драмските текстови. Покрај насловната Договор куќа гради, другите текстови се со следниве наслови. Добри другари, Добродетелство, Бог е еден и единствен и Чест. Значи, според овие наслови може да се забележи... Тоа се фактички во насловите се содржани пораките, што јас ги давам. Да, тоа пораките. Да го кажем. Значи, еве, конкретно за, да речеме, за другарство. Пиеса која што датира, односно обработува настани од моето маторско живење. Да. За моите другари, фактички другари во наводници кои што навистина не се покажаа како другари по име и презиме. Так. Да истакнам дека во сите мои творби јас именувам со име и презиме и моето име си го ставам секогаш во прво лице. Употребувам и така ми е мило. Не се криете за други туѓи имиња? Не. Одлично. Не. Значи, автобиографски, всушност. Тоа ќе следи понатаму. Ќе следи. Сакам да продолжиме со таа генеза професионална работна. Последните години од работниот век ги поминувате во општината Кисела Вода, како раководител на секторот за образование, детска заштита, култура и спорт. И веднаш да кажам, во некои мои лични контакти со општината Кисела Вода, со пиетет, со голема радост го спомнуваа вашето име и ми велеа задолжително да ја поканите Благојка Филипчева. Тоа мене ми беше многу драго, затоа што обично, нели, некој кога ќе отиде од нека работна организација, луѓето се радуваат и веќе не го спомнуваат името, ама во вашиот случај беше обратно. И сега ве помнат, и сега ве сакат, и сега ве бараат. Сега сакам да ми кажете нешто за вашата работа додека бевте во општината Кисела Вода. Таа е една голема, развиена општина. Уште повеќе сте биле раководител, сте водели еден убав сектор за образование, за детска заштита, за култура и за спорт. Доста широк, ама секој би сакал да го раководи овој сектор од овие 4 одделенија. Како ви беше во Кисела Вода? Имам преубави спомени и еве како што кажавте, јас сум задоволна ова што го слушам, да, многу ми е мило. Ова навистина е. И секогаш можам во било кое време да отидам, во било кое оделение да седнам и да се напијам кафе со колешките и колегите, без разлика што веќе 13 години сум во пензија, но понекогаш и ми се јавуваат за одредени нешта, за одредени работи да се консултираат, а гледам и во нивните програми, се уште мои проекти се работат и се вртат низ општината. Например, проектот за најдобар ученик во генерација во цела општина, тој се уште. Потоа беше скрининг на ортопедски деформитети во сите училишта, борба против дрогата, многу проекти и се работеше, ама некогаш, да ви кажам едно сеќавање што вака не ми беше тогаш во тој момент убаво, секогаш и барав неделно давајте агенда на активности. И тоа на директорите малку им беше оптеретување, ама јас само им измислував работи, но тоа вроди подоцна плод и беа задоволни и еве резултатите се тие. Сте ги научиле на, како се види тоа, ред и дисциплина, односно на планирање и подготовка. Да, точно, што без тоа нема активност. Да. Сега да кажам дека од 2017 година
Вие сте председател на Сдруженијето на просветни работници, литературни творци на Македонија. Една сериозна асоциација која што обединува и литературни творци, но истовремено тие се и просветни работници. Ова не го кажав случајно, бидејќи вие лично, ама и како здружение, имате бројни активности. Дел од тие активности е и одбележувањето на животот и делото на личности кои што за жал се починати и вие ги оттргнувате од заборавот, ги враќате во меморијата. Неодамна тоа го направивте со професорката Бистрица Миркуловска, но исто така тоа го имате направено и со професорката Нада Зафировска Матич, понатаму новинарот Марко. Понатаму со Марко Марковски, Лазаровски. Лазаровецот, како што стои во насловот. За Виолета Сековска, албумот Спомени, и за Тамара Арсовска. И изразивте желба посебно да ни прочитате една песна за Тамара Арсовска. Да. Кажете нешто за овие книги. Да, ќе кажам, значи ова е едиција великаните на македонската книжевност, оние кои што членувале во нашето здружение и за жал не напуштиле, но ние ги носиме во нашите спомени, оставиле трајни белези и ова едиција е во издание на самите членови на здружението, бидејќи морам да истакнам дека ние како здружение немаме средства, не сме профитабилна организација, донации слабо и затоа секоја книга што издаваме сме само издавачи и сами си партиципираме со известна сума колку за да се отпечати, но тоа има добри многу позитивни одгласи во јавноста. А еве да кажам зошто ја издвојувам личноста на Тамара. Прво да кажеме дека таа беше една од првите председателки, а минаа плејада тука личности, Славка Арсова, Стојан Арсич, исто така Иванка Стојкова и уште неколкумина во здружението кое што постои од 1983 година и кое што беше во рамките на Домот на просветни работници и денес е уште така значи дел од Домот на просветни работници, каде што исто така имаме и дел Ракатки и имаме дел беше трето доба кое што се одвои. Значи, ние остануваме при таа наша работа и која е нашата фактички цел, програмски ние сме определени за негување на она што е создадено, значи, подсетување на писателите, промоции и така натаму, за промовирање на нови автори и многу е важно за поттикнување на пишување и издавање. Значи, ние помагаме и секогаш кога некој ќе пројави желба за да прави книга, ние помагаме. Сами си пишуваме на себе, сами си лекторираме, сами си прегледуваме, сами уредуваме и така натаму. И тоа и сите овие книги тука што ги гледате 10 се плод таа ваша поддршка. Се плод на таа наша поддршка. Имаме стихозбиркеве, искри од животот, ракописот на љубовта, творечката ризница, простра исторога, треперење на душата и имаме збирка раскази Аманет за вечноста и така, значи ние сме горди на овие изданија, а ќе се навратам на Тамара. На почитуваната Тамара, една песна што сопругата на Томе Арсовски, познатиот сопругата писател. така која што многу не стимулираше. А Тамара беше извонреден новинар и преведувач. Да. И прекрасни личности беа и Тамара и Прекрасна Томе. и толку сакаше да помага, јас еве да кажам, првата стихозбирка што јас ја издадов, Шепот и ехот низ љубовта, ми беше рецензент и ме поттикна да ја отпечатам во 2017 година. Значи многу доцна. За почитуваната дама. Зборови ми се малку за да искажам толку нежни, пријателски чувства кон Тамара и незиното дело, да ја презентирам мојата почит, што идните генерации ќе биде за прочит.
Тоа е мојата, твојата Тамара, нашата, вашата заедничката добродетелка, подржувачка, писателка и поетеса, добронамерна критичарка. Тоа што рековте. Да. Пред мене стои исправена, со лице бело, алабастер, нежно како нејзината душа, со поглед јасен, вперен во соговорникот, со глас галовен и мелодичен, со мисла чиста и конкретна. Голема жено, почитувана дамо, нема никогаш да бидеш во вечноста сама. Додека постоиме, твоето име ќе го славиме и за тебе ќе пееме. Ти несебично не научи како да живееме и како да твориме. Вечно ти благодариме за делата трајни што ни остави, за кои ќе те славиме, почитувана Тамара. Во тој дух се напишани и слични и овие други едиции. И сега јавно да кажам дека ќе објавиме и покана за учество, за да пишуваме за почитуваната и покојната, за жал, Славка Арсова, а и подоцна и за Михаил Ренџов. Да. Значи, тоа ни е во планот за 2025, во меѓувреме почина. Така, тоа. Вака сега, сакам да ги представиме и вашите авторски, лични книги, покрај овие заеднички, групни, колективни, но пред тоа сакам да кажам нешто што исто така го правите со посебна страст, со посебна љубов. Изработувате слики од суво цвеќе, Да. во фито колаж техника. Еве, тука имаме два примерока. Гледачите можат да видат. Значи, вие ги позаимувате овие цвеќиња од природата, потоа ги пресувате како хербариум. Порано правевме хербариум и така. И потоа знаете како, ликовно ги колажирате, односно ги хармонијата праваме, една и аранжман. Сакам да го овековечам моментот, цветот. И ги подарувате тие слики, тоа да кажам. Во најубавиот расцут кога е цветот, јас сакам да го задржам тој момент и така го и пренесувам на хартија. Ги правам овие слики со голема љубов во моменти на осаменост, во моменти на така грижа некоја. Да, како хоби, како релаксација. Да, многу ми е релаксација и тоа го правам, ама и со љубов си ги подарувам. Но кога видов дека навистина тоа па малку и за рамките треба средства, треба финансии. Јас некогаш направив и изложби, па така имам 7 изложби направено и во земјата, имам во Скопје и Охрид, и Штип, а имам исто така и во Република Србија, во Белград, во Панчево и во Качарево. И да ви кажам... Кај нашинците во Србија. Кај нашите, литературно-поетски, книжевен и уметнички перформанс беше тоа. И голем интерес покажа. Така бев воодушевена од приемот што тие ни го направија и доста и слики се продадоа, да кажам искрено. А исто така ги подарувам вака за разни поводи, разни празници и разни поводи што имаме и во здруженијето и приватно. Така. Сега дојде редот да ги представиме вашите авторски книги. Ајде една по една да одиме. Една по една, еве ова Шепот и ехот низ љубовта. Добро. Таа е првата. На македонски и јас самата си ги препејувам и си ги преведувам и препејувам песните и на српски ја изведов и исто така и за ова имав промоција. А ова првата кажав дека стимуланс ми беше господја Тамара, која што ми даваше ветер, што се вика, и повеќе ме тераше да пишувам. Ама тука се наоѓаат и песни уште што сум ги напишала уште во најраната младост, 2-3, а и други нови песни. И тоа беше во 2017 година. Потоа излезе
книгата Ариет Бонар или Баба Анка. Оваа книга е посветена на мојата баба по мајка, што реков дека е французинка, која што имала едно неверојатно живење низ период еден многу тежок во својот живот само заради љубов. Тоа е всушност романизирана биографија. Заради љубов таа го напушта своето родно место, сите се откажуваат од неа. Зошто? Затоа што незиниот избраник, незиниот брачен другар кој што подоцна и станува е православец, а таа католкиња и незините ни случајно не сакале. И тука разни премрежија, па војните, па тука имам оригинални фотографии од незината прва причест во Франција, па незиното вработување, дедото Црногорец во Франција, раѓањето на првото чедо и доаѓањето незино во Црнагора и во Белград, војни действија, но мене не ми беше целта да раскажам животната приказна. Целта ми беше да кажам дека љубовта не признава граници, дека напушта се за љубов, но и друго нешто, дека покрај сите тие премрежија во животот, заедништвото и семејството и давало секогаш поддршка и таа обстоила и дури доживеала и скоро 90 години и во Скопје е погребана. И со оваа книга и направив еден вечен споменик на мојата баба. Истата таа книга ја преведов на српски и оваа книга стана хит во Белград, да ви кажам, и 3 промоции доживеа и многу ми беше барана. Сега интересно да не се задржувам, лавиринтот на животот е многу интересен и на крај сплотеноста. Тоа е таа книга. Следната книга? Од Бога дадена, од човека додадена. Значи, ова е книга исто со поезија, со повеќе циклуси, кои ми се мотиви, имам љубовни, рефлексивни, социјални и патриотски мотиви. Тоа е таа. Потоа, не, оваа беше по ред. Договор куќа гради, ова ми се драмите што кажав. Да, за нив дека ја кажавме, Е сега азбучник на животот. Јас сама не сум свесна како и кога ја напишав оваа книга. Ја напишав на плажа, да кажам буквално, на плажа во Охрид и така некако некој, не знам, некоја инспирација добив и сакав за секоја буква да напишам по една песна, меѓутоа користејќи ги стилските фигури и апострофа и асиндет и алитерација и многу други стилски фигури. И сега би сакала една песна, ако може да ви прочитам, секој ред, секој стих прочнува со истата буква. Еве сега, например, ме прашуваат можеш ли на Х да напишеш. Еве. Халуцинирав неодамна. Хаварија се опфатна видов. Хаос насекаде, хармонија никаде. Хероизам лажен. Херои и хероини скриени. Хибридни суштества. Хазардери невидени. Хајка видов. Херкуловски мускули сетив. Хермафродити да уништам, морам. Хармоника ќе раширам. Хармонија во животот ќе барам. Хајка против лажниот патриотизам ќе потегнам, херојски битката ќе ја добијам. Ова ми беше провокација кога се смени името и така желбата моја за тоа да се реализира. И стигнавме сведоштва и вистини, кажавме за тоа што јас за Воден и Воденско. Само може имаме време да прочитам само нешто. Ајде, повелете. Дел од споменатите луѓе беа присутни во моето секојдневие во детството и младоста. Бев присутна на разговорите и сеќавањата со болка во душите. Уште од раните мои години ја почувствував тагата по корените, но и нивната неизгасната желба да ги одржат стеблата во живот и преку потомците да ги разлистаат во најубавото зеленило. И тоа зеленило е плод, еве денес го светнуваме. Таа е последната, ова се викам љубов, со љубовни мотиви, од сите видови љубов, значи љубов кон партнерот, кон сопругот, кон децата, кон родителите, кон животот, кон пријателите.
Грабав. Грабав од животот. Грабав колку што можев и колку што не можев. Грабав од сонцето, понекогаш и од ветрот. Трчав по дождот и по росата. Не еднаш ја грабнав месечината и ја сокрев во полите, зашто мислев ке ме стопли во студенилото на ноќите. Ниту сонцето, ниту месечината, нити пак звездите ме стоплија. Грабав, а што ли ми остана од грабнатото? Студенило, мразови, белило, од животот синило. И што ако грабав? Не успеав да го грабнам сонцето, кое пак и повторно грее. Месечината повторно свети, а звездите ми го трасираат патот. Понекогаш и ветрот ми вее, дождот ми ја мокри косата, а јас повторно трчам по росата. Тоа што трчав пред животот, се што грабав остана зад мене и за сите мои патувања изминати и за животните авантури поминати. Грабав, ама не грабнав од добрината, од човештината, од сакањето. Нив им ги подарив на пријателите, на саканите и на спомените. Грабав, ама никогаш не грабнав од човекот. Сега стигнавме до вашата најнова книга Дедовина, татковина, мајковина. Се подразбира кога е дедовина, дека и бабовина, бидејќи има и татковина и мајковина. Навистина е еден убав наслов на една книга во која што пишувате и за Скопје, имате тука песни за Мичурин, пишувате и за Егеот. Значи, една книга, најконцизно кажано, за животот. Ама кажете и вие нешто за ова најнова книга. Еве, да кажам ексклузивно, сега во вашата емисија, значи во сабота на 1 во 11:30 ќе одржиме промоција на оваа книга. Промотор ќе биде професор доктор Виолета Ачковска, модератор магистер Анита Бошкова и ќе има и учесници, еве ќе презентираат мои творби од книгата. Ќе биде Јован Мазгански, магистер Лилијана Стоилковска, ќе учествува. Само кај ќе се одржи во колку часот, уште да кажете? Лидија Лучко Јеремич ќе учествува и имаме една млада наша членка, која што е наша иднина, да кажам, Николовска Елена, која што ќе прочита своја творба на менета, посветена мене што ми е и инспирирана од мене. Да кажам за книгата дека 2 циклуса има. Ставам акцент на оние кои што ни заминуваат, за жал, младите. Мене ме снајде истата судбина и мојата ќерка пред 25 години замина за Торонто. Нека е среќна, нека е убаво оформено семејство, успешна се, меѓутоа на мајката и на семејството многу недостасуваат, како што и на многу семејства чии што деца недостасуваат, но ете желба моја беше и условот беше да секоја година доаѓа, па така и таа си доаѓа со семејството и посакувам и сите согласно нивните можности да доаѓаат во татковината и да си ги чуваат корените. Помалку да се слушаат и гледаат на Скайп, повеќе лично да се да се гордеам со тоа што и моите внуци чисто го зборуваат македонскиот јазик. Сакам, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, да ве замолам, еве ќе ви дадам и фломастери во боја, изберете си кој сакате. Црвена за љубовта. Жените секојаш избират црвената боја, бојата на љубовта. Тука? Овде името. Значи, Благојка Филипчева во горниот дел. А на другата страница ќе ни напишете една мисла, една порака и ќе се подпишете скратено до тука. Порака? Да, порака нешто. Еве, договор куќа гради. Може? Може. Ајде. Иако има еден афоризам од Софе Штериовски, вели сложни браќа куќа градат, а не сложни две. Малко се пошегуваме. Не знам. И подпис? Да, и подпис. Мислам дека
ова водилка треба да ни биде и во Македонија воопшто. Еве, сакам и со рака да ви честитам. Благодарам. Да ви посакам нови книги, нови награди, нови признанија и да продолжите успешно да го водите Сдруженијето на просветните работници, литературни творци на Македонија. Благодарам многу, уште еднаш благодарност за вашата телевизија. Благодарим и ние, па да се гледаме за убави вакви време, поводи. така.